Како што гледате, денеска собравме на мал собир во врска со водоснабдувањето на овој дел од поточно на левата падина од Прилепско поле. Пред месец и пол беше пуштена водата. Пред 3 недели ни е кажано дека ова падина има дефект, поточно има пукната цевка. Дали е тоа од нестручност, од незнаење на вработените таму, како треба да се постапува во работењето, на пуштањето на вода, на воздухот кој после треба да се испушти. Значи, цевката е пукната. Истиот дефект беше и лани. 10 дена немаше вода, 2 пати сменуваја цевка. Првиот пат, што наместија цевката, пукна. Вториот пат, некако успее да сработи работата, имаше вода. Годинава го имам истиот проблем. Луѓето овде сите работат за да извадат некој динар. За фамилијата да си ја прехранат, некој појче, некој помалку, ама работата е да се работи и да се допринесува фамилијата. На вакиов начин на работа на Прилепско поле нема да успееме никој да изваеме некој денар. Колку имате вие? Годинава планирам да имам 2 хектари. До сега имам насадено 4,5 декари тутун. Колку ќе успеем да сработам и сами ја не знам, пошто нема вода. Нема вода? Се обративте до Прилепско поле, што ви рекла? Се слушнав на телефон, ми кажаа дека чекале првично, некоја цевка да му ја донесат, па ќе биде за неколку дена, ама од тогаш поминаа 10. Како шуди работава, нема уште 50 дена да има вода. Еве само за мене ќе ви кажам. На 20 декари тутун би требало околу 5 тона да имам род. Тоа се околу 40.000 евра. А без вода? Без вода ќе биде... Не го. Значи, пола, тој што го пуштив некни е пола изгорен. Значи, од тие 4,5 декари, 2 декари ако им... А трошковете си ода? Тоа се ги имам да едно на 30.000 денари за тие 4 декари. Представете се. Јас сум Ивановски Рубин. Јас сум Димко Митрецки од Прилеп. Јас сум тројца членови дома. Значи, исклучиво живеам од тутунов. Друго немам за прехрана. Моментално вода нема. Имам насадено 3 декари, а имам уште 9 декари за садење. А вода нема. И го замолувам министерот да води рачун малце, да се обрати до водостопанско поле, прибедејќи јас еве имам договор направено и уплатено. Значи претходно имам платено, а вода нема. А последиците ќе бидат многу големи. И због тоа ве молиме да реагирате и вие за да дојдеме до вода. Да насадиме останатиот дел што нема. Јас сум од овде земјоделец од Прилепско. Тутуно насаден, пола се суши, вода нема ич сега, еве ови што се мачат, што садат, се ти е изгорен тутуно и кој ќе му плати ним? Прилепско поле иди само за парите да ни земи. А не се интересира сега каде е тоа. Јави се на телефон, сега ќе видиме, од Скопје ќе ни се јават, сега ќе ја пуштат и само не лажа така. Тие си игра со нас, ама ова не трпи овдеки, не може луѓето да насада, се мачат. За еден зала хлеб се мачат. Ни марно му е таму паценка седат. А овде, Зора Колеска, од Прилеп. И тива што се мачиме ние, потечам јас ондеки, од Сабајле, и водичка да нема капка. Капка вода да нема. И сето се суши така. А овдеки оваа земја не трпи без вода. Не знам јас тие што мислат и како мислат. Тие уште зимоски велат цевката ќе се прави. Како не направат цело зимо? И се ево тутуно садење тап се расипа цевката.
Шо луѓе ова се не знам јас во Македонија кај нас. Што да кажем, јас сум Ристо Вилјановски, јас сум тутунов производител, при бајчки време се занимаваме со тутун, од него живееме ние, живеат и другите, мислам луѓе, дуќанџи, земјоделски аптекари и други работи. Значи ова што се случило со водата катастрофа е. Ако во случај, значи мисля дека пример имало дефект, требаше да не ни прави договор, да ни каже унапред, па не си бареме друго чаре, веќаш. А сега сето е промашена инвестиција. Пола период си поминува. Ако сега пример тутун не насадат луѓето татои сите, што ќе бират лето? Зимо што ќе продава? Ни круши, ни тутун, ништо.